Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Во Лабуништа раздвижено и по 5 починати и 20 заразени од коронавирусот. Човек ќе излезе само што мора да излезе. Инаку прописите од владата се почитуваат не 100%, него 150%. Kreitrim sa bashku, ma tepër neve të rinj trim së bashku edhe për shkak neve është ma tepër zgjerimi i koronavirusit. Ова е пневмонија предизвикана од COVID-19, карактеристична слика на компјутер. Во каква состојба? Во тешка состојба. Морам да се соочам и ја и вие со тој факт дека сите пациенти кои досега се на респиратор или продолжуваат да се на респиратор или се починати. Болеста и сите непознати за неа. Докторски совет од Рим. Тоа што е затворено во Македонија во моментот што има, знам дека има полициски час, е единствено нешто што може да функционира моментално за да се намали пренесувањето на вирусот. Колку се почитуваат безбедносните протоколи во Битолската болница, регионален центар за ковид? Повеќе од 15 минути им се потребни на инфектолозите и медицинските сестри, само за да го облечат заштитниот комбинезон. Мобилните тимови сепак не доставуваа што било, туку основни намирници и лекови. Се соочуваа и со невообичаени барања. Значи, вие ќе настрадате, мислам, ја имам дозвола од општината, не е проблем за мене. Се работи за стар човек. Требало синот да му однесе јадење. Да го земам него, онда му однесе јадење, да го види за сат време да го вратам назад. Ја тоа не би смел да го направам. Какви се шансите на креативните решенија од добра идеја да станат реална алатка во борба со COVID-19? Ова е само најава, со сториите се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Селото Лабуништа во Стручко е едно од жариштата на коронавирусот во земјава со 5 починати и 20 заразени. На некои лабуништани им пречи тој статус и сметаат дека во нивното место не се случува ништо поразлично од она со што се соочува целата држава. Сепак, додека екипата на 360 степени беше во Лабуништа, забележа невообичаено голема раздвиженост и на луѓе и на автомобили, иако еден од жителите на селото ни тврдеше дека препораките од владата се почитувале 150 на 100. Дали е така? Погледнете од сторијата на Зоран Јовановски. Лабуништа. Едно од жариштата на коронавирусот во земјава има околу 9000 жители. Голем дел од нив гурбетчи, најмногу во Италија. Ој од Италија што речеме фамилиарно од горе и некој сака или од некој признак да се дојде дома, така? И некој не знаејќи дојде па не се пријави, не? Тоа е за нас или ние би казнили ними. Сега во Струшкиот регион се регистрирани вкупно 37 болни, од кои повеќе од половина, 21, се од Лабуништа. Од вкупно 6 починати, од Лабуништа се дури 5 лица. Малкумина жители признаваат дека свеста за почитување на препораките против ширењето на вирусот е на ниско ниво. Njerëzit së bashku që po sporin edhe poraqka koronavirusi shumë tepër po zgjerohet. Kemi shumë raste me koronavirus në fshatin ton, por shkaku i mos ndërgjegjes. Krejtrim së bashku, ma tepër neve të rinj trim së bashku edhe për shkak neve është ma tepër zgjerimi i коронавирусит. Дел од жителите пак велат дека сегашната слика од лабунишките сокаци за нив не е голем метеж, иако на човек дојден одстрана така му изгледа. Да не беа препораките да се излегува само кога неопходно, велат, на улиците би имало уште толку луѓе и возила. Инаку во ова место каде што сега сме во центарот, во другите денови во нормалниот живот, ова е село со доста жители, односно село кое што има раздвиженост. Ево се гледате каква е слика, што се вика човек ќе излезе само што мора да излезе. Инаку прописите од владата се почитуваат не 100%, него 150%. Реџо Реџепи има мини маркет и дозвола за достава на намирници. Секојдневно ги снабдува со сите потрепштини и со селаните заразени со коронавирусот, кои се во домашна изолација.
Да, сите ги знам со список, значи сите ги знаеме, ама никој не излегва, сите се придржува значи на мерките. Немаме од нив, никој надвор не излегви. Му доставјаме некој роба, си има еден за доставјање на роба, му носиме дома за јадење, пиење, све на вратата му оставаме и така. Месарницата на Фатмир Нуредини е полна со муштерии кои сакаат да се снабдат со месо пред да настапи полицискиот час. Во последно време му се кладе ноктот на лабуништа, што не е добро. А иначе бизнисот вака работаме помалце, се карпараме некако, нормално економски. Ова сите ни погоди, не е лесно, али се бориме колку што можеме. Се започнало пред околу 3 недели, кога меѓу грубечиите што се вратиле дома биле и две семејства од северниот дел на Италија. Матичниот доктор од Лабуништа, Сафет Каралиевски, раскажува дека луѓето веднаш биле упатени на лекарски прегледи. Брисевите на неколку души беа позитивни. При тоа беше земен брис и на колегата од соседната ординација. Исто и кај него беше докажано истото, за кое ми е жал на вистина дека е и тој во таква ситуација. Поточно во изолација е во моментов и тој и неговиот колега поради околностите. Тим од епидемиолози од Центарот за јавно здравје од Охрид почнале со масовни епидемиолошки анкети на луѓето со кои овие лица имале контакти. После првите тестирања и првите позитивни резултати веќе се направи една целосна епидемиолошка слика за поврзаноста на контакт со контакт, се направија и формираа тие кластери за понатака да може и да се извршат циљани епидемиолошки тестирања, односно тестирања за COVID-19, но по епидемиолошка индикација и да на некој начин тие луѓе се држат под контрола, односно контактите, нивните фамилии. Но изолирањето на овие луѓе не одело лесно. Селото е од збиен тип и со традиционален начин на живење во големи заедници. Потребно било време за жителите да ја воочат опасноста од масовно ширење на вирусот. Менталитетот е малку посебен и нашиот овде во овие краишта, така да не секогаш имаме успех во држење и во подигање на свеста на тие луѓе да седат дома, да не излегуваат, колку е тоа битно да се социјално дистанцираат, да не контактираат со други луѓе и затоа ево денес имаме најголем број во овој регион и во Струшкиот регион секако од Лабуништа. Точков бил за воведување построги мерки во Лабунишкиот регион. Секако дека тоа локално ние не можеме да го решиме нити да донесеме таква одлука, се чекаше од повисоко од владата дали тоа е изводливо, се процена дека ево и до ден денес ние немаме такво ограничено движење, секако дека има контроли, но некое ограничување немаме. Еве што мислат за ова локалните жители. Овдека фирми што работаат лево десно, народот живеет од ден за ден тука. А здравјето? А да види се, здравјето е нешто друго. Што вреди ти дома ако немаш да јеш и да пиеш, ти вреди здравјето? Имат луѓе што да речеме се работ, градбава треба сакаат така натежно уредување на куќите на дворешто и слично. Овде има мајстори, можда најаките мајстори во... Е добро, работа има, а здравјето? Сега, и тие што работат, да речем, околу, строго се придржуваат во секој сегмент, во секоја позиција. Значи се пазат, има забележено јас. Градоначалникот на Струга, Рамис Мерко, кој е и председател на кризниот штаб, смета дека апелите на надлежните и најавата дека регионот може да биде затворен вродиле со плод. И тоа на некој начин ги загрижи луѓето, ги освести луѓето и истите почнаа да мерат сега сакаат живот или сакаат друго. Додека трае изолацијата на двајцата локални доктори, едниот позитивен и другиот што чека резултати од тестот, доктор Каралиевски ги прифатил и нивните пациенти, па сега се грижи за околу 7000 жители. Тој има сомнежи дека некои ги прикриваат симптомите. Порачува да бидат искрени, зашто не е срамота да се биде позитивен на COVID-19, туку да се криеш. Значи ги прашуваме дали навистина прикривуваат, во поголем дел кажуваат тоа ми е вистинската симптоматика, главоболка, вртоглавица, гадење и таква симптоматика, за кои им даваме совети, соодветно дали имате тоа и тоа таблетче да земате,
па се слушаме и повторно дали има подобрување, па во секој случај до сега, фала Богу, излегуваме добро. Со првите потврдени случаи на COVID-19 во Лабуништа се формирал и локален кризен штаб, кој се грижи за соодветно спроведување на мерките за заштита. Нивна проценка е дека состојбата полека се нормализира. Па знаете како животот тука си функционира нормално како и во секое друго место со новите мерки што се препорачани. Народот се ги почитува мерките, се навикнува, да кажам, на новиот начин на живот и така да ние посебно тука не се чувствуваме, да кажам, загрозено, но може би ни смета таа стигматизација, да кажам, што веќе се чувства, ние Лабуништа не чувствуваме по институциите и тоа не бил, како да речам, проблем и тоа не погодува како население. Ако состојбата се стабилизира, како што и се чини, ќе го снема она што на Лабуништани им изгледа како стигматизација, а за институциите одговорност вирусот да се стави под контрола. Болеста COVID-19 е толку непозната што лекарите кои се грижат за најтешко болните пациенти не можат да си ги објаснат москавичните драматични промени во нивната клиничка слика. При тоа не се засегнати само белите дробови, туку се случува повеќе органско откажување, па некои од пациентите се и на респиратор и на диализа во исто време. Најголем дел од нив за жал завршуваат фатално. Славица Филиповска. Вака изгледаат здрави бели дробови на рентген снимка, а вака заболени од COVID-19. 360 степени доби увити во резултати од компјутерска томографија. Ова е масивно инфицирано белодробие од коронавирус кај пациент од земјава. Дека имаат срчи или стакло, како стакло да имаат во белите дробови. Македонија не ја одминаа на тешките форми на болеста, кои најчесто завршуваат фатално. Со практично крварење и на некој начин распад на белите дробови. Најкритичните пациенти се во вештачка, медицински контролирана кома и дишат со помош на механичка вентилација. Се надевам дека ќе почнуваме и да будиме некого и да имаме ова успех во лекувањето. Зошто болеста во некој случај молскавично го совладува човечкиот организам и може ли да се порази? Хоспитализирањето пациенти со коронавирус на инфективната клиника во Скопје е секојдневие. Болничките соби овде се резервирани за оние со тешка и најтешка форма на заболувањето. Прогнози за текот на болеста се речиси невозможни, зашто состојбата кај заразените може за миг да се влоши. Почнува во грлото со кашлица, па со градна болка, па со отежното дишење и потреба од ова кислород и после, ако не се прекратува тука како болест, тогаш ова завзима полош тек и оди со повеќе органско засегање. Потешките пациенти, тие кои завршија со лош исход, има ова засегање бубрежно, засегање на црниот дроб и засегање на срцето. Значи повеќе органско засегање кое нажалост многу брзо се развива и завршува со летален исход. Колку од пациентите што се на респиратори преживуваат? Јас морам да се соочам и ја и вие со тој факт дека сите пациенти кои досега се на респиратор или продолжуваат да се на респиратор или се починати. Терапиите се индивидуални. Дел од пациентите ја примаат комбинацијата на антималарик со антибиотик, а дел антиретровирусната терапија за ХИВ. Од дел од овие пациенти имаме доста добар одговор, така затоа и доста пациенти се оздравени и спишани како здрави од ова институција, но нажалост имаме и доста пациенти кои не одат добро и кои завршуваат ова со лош исход. Меѓутоа, причина за смртта кај сите овие пациенти е повеќе органското засегање. Докторите на инфективна добиваат помош од колегите од други клиники. Таков персонал пратила и сродната клиника за пулмологија. И таму секој пациент со белодробно заболување се пречекува како потенцијално заразен со коронавирус,
а во 2 наврата сомнежот на пулмолозите се потврдил со позитивни тестови. Пациентите биле примени по протокол, а откако се утврдила заразата се испратени на инфективната клиника. Рентгенските и компјутерските снимки покажуваат какви се последиците од коронавирусот за белите дробови. На оваа снимка се гледа дека алвеолите или завршетоците на дишните патишта преку кои се дотура кислород во крвта се блокирани од секрет од вирусот. Ова е пневмонија предизвикана од COVID-19, карактеристична слика на компјутер. И најточни слики и представа и диагноза се поставува со правењето на компјутеризирана томографија на белите дробови. На која годишна возраст е пациентот? Пациентот е на 67 годишна возраст. Во каква состојба? Во тешка состојба, не знам понатаму дали е ставен на респиратор или не, меѓутоа во тешка состојба со тешкоти во дишењето, плитко дишење, болки во градите, во сите мускули, висока температура, кашлица, слабост, малаксалост, така да овој пациент веројатно е веќе ставен на респиратор затоа што во нормални услови тој не може да обезбеди доволно кислород во неговата крв, а со тоа и да ги снабди сите органи. Со тоа страдаат сите органи, меѓу другото највеќе и мозокот, и понатаму кај тие пациенти, доколку не може и аглеродниот диоксид да се исфрли во алвеолите, настанува зголемена киселост на крвта, што сама по себе може исто така да доведе до смртен исход. Со ваква состојба можно ли да се преживее? Тешко е да се каже. Шансите за преживување зависат од имунитетот на заразениот, како и од тоа дали и какви хронични болести има. Ке видите случај млад човек без никакви проблеми починал, и ке има такви случаи, никој не може тоа да го објасни зошто кај млад здрав пациент тоа настанало, веројатно има проблеми со имуниот систем, меѓутоа во принцип може генерално да се каже дека повозрастните се поосетливи, пред се затоа што кај повозрастните пациенти имаме секогаш дополнителни болести. Кога лекарите ќе увидат дека болеста го совладува телото и органите почнуваат да откажуваат, започнува механичка поддршка. Доколку дојде до АРЦ, најтешката форма, во тој случај, еве, да го кажеме за народот, се распаѓаат белите дробови, бидејќи комплетно немаме веќе комуникација, многу тешко да влезе кислородот во крвните садови, заради кој што имаат потреба тие пациенти да се стават на механичка вентилација, односно на респиратори. Но се покажува дека респираторите и не помагаат кога ќе дојдат до таа фаза пациентите. Не може, индивидуално е тоа, зависи и од други коморбидни состојби, од самиот пациент, и не можете унапред да кажете кај кого ќе помогне респираторот или не. Вие морате, ако сакате да го спасите тој човек или бар да му дадете можност да се спаси, ќе треба да го ставите на респиратор. Пак ќе кажам, тие пациенти толку тешко и плитко дишат, да практично се гушат како риба на суво. Но, објаснува професорот Докич, респираторот може да направи и компликации. Самото интубирање може да внесе болнички бактерии во дишните патишта на пациентот или притисокот под кој се доведува кислородот да предизвика распрснување на кревките алвеоли. Не постои метода или апарат кој што на вас 100% ќе ви гарантира излекување. Не постои. Докторите од Универзитетската болница Џорџ Вашингтон од САД отидоа чекор понапред, па во обид да се подигне јавната свест за болеста, покажаа инфицирани бели дробови во виртуелна 3D верзија. Инфекцијата е прикажаното жолтило на белодробието. I wanted to get this message out, get this picture out to the public so that people who so far have not been heeding the warning of public health professionals can perhaps see these images and see the destruction that is being caused in the lungs and why these patients' lungs are failing to the point of needing a mechanical ventilator. Hopefully the public can see these images and really start to understand why this is so serious and how this virus really is not discriminating amongst various people. Научниците се уште се во потрага по конкретен лек или вакцина против COVID-19. Како привремена мерка и по теркот на други земји, и Македонија изготви протокол за лекување на заболени од коронавирус со инфузија на крвна плазма од пациенти кои целосно се опоравиле од заразата. Мислам дека скоро и ние тоа ќе почнеме да го применуваме како начин да помогнеме на луѓето.
Но додека не се пронајде лек, а најмалиот пациент е 4-месечно бебе, развирлива емотивната реакција кај лекарите. Кога имаме ова пациенти кои не завршува ова со добар исход, сите ова сме разочарани едноставно, додека кога испишуваме некого да се врати дома кај неговите нема посреќен ова момент во животот некој да се врати дома. Разликата во бројот на излекувани и починати од коронавирусот во Македонија засега е мала. Лекарите ќе продолжат да се борат да ја направат што поголема, иако болеста со која се соочуваат е исклучително голема непознаница за нив. Какво искуство со најтешките форми на болеста има доктор Иво Бошковски, признат научник и клиничар во областа на гастроентерологијата во глобални рамки, кој работи на Католичкиот универзитет во чии рамки функционира поликлиниката Агостино Джемели, една од најголемите во Рим. Тој е родом од Тетово и иако инфектологијата не му е примарна експертиза, секојдневно се среќава и третира пациенти болни со COVID-19. Кога се пополнува модул за смрт на пациент, се нанесуваат сите патологии, сигурно во Македонија во местото, меѓу кои и COVID, доколку бил позитивен пациентот. Сега тука имате онколошки болни, имате стари лица со неколку коморбидитети, хипертензии и така натаму. Замислете сега, имате 80% од популацијата која што е над 70 години, а и 60, користат 2 до 3 лека. Користат лек за хипертензија, лек за диабет, лек за коагулација и така натаму. Тие пациенти во обични услови можеби никогаш не би стигнали до 80 години, 85-75, значи благодарение на лекарствата се стигнати до една одредена старосна група. Сега тука доаѓа вирусот, кој што скомпензира се и може да замислите кај еден постара особа која што има и други болести што може се да настане. Проблемот е тоа што го гледаме секојдневно е дека не само старите лица се фрагилни, се многу лошо реагираат на вирусот. Има една група на пациенти кои што од 45 до 55 години од машки пол кои што нагло се влошуваат, додека се дома практично не чувствуваат ништо, имаат само замор, тешко им е да станат, да се движат, тоа затоа што сатурација на кислородот во крв е многу ниска. И кога доаѓаат на брза помош, некои имаат дури 50-60% на сатурација на кислород во крв. Од тука за 15 минути се сите на апарат. Какво е вашето искуство со пациентите кои што ќе завршат на респиратор? Кога пациентот завршува на респиратор, не се доволни 3 недели за да излезе од респиратор. Пациенти се ставаат прони, тоест со стомакот надолу, затоа што така подобро дишат на респиратор, се експандираат централниот дел од белите дробови и базалниот дел. И кога доаѓа до таа ситуација, значи дека навистина е нешто последно што може да се направи. После тоа има ЕКМО. ЕКМО е машини за дишење на кои што се приклучуваат на пациентите и имаат смртност од 90%, може да мислите сега. Пациентите сега, тоа што го знаеме од аутоптички истражувања е дека умираат и од тромбоемболија на белите дробови. По протокол ние ставаме и нискомолекуларни хепарини, кои што прават профилакса на евентуална тромбоза и тромбоемболии. Сега сакам да ве прашам, што би била вашата порака до вашите сонародници овде во Македонија? Тоа што е затворено во Македонија во моментот што има, знам дека има полициски час, е единствено нешто што може да функционира моментално за да се намали пренесувањето на вирусот. Навистина, луѓето умираат за 10 минути. Тоа е премногу. Имате ситуации кај што буквално допред секунда пациентот е добар, го гледате, за секунда се дестабилизира и тоа за еден доктор е нешто, тоест да бидеш безпомошен е навистина нешто незамисливо. Не можете ништо да направите за пациента, знаете, има, например, 40 години, има деца и така натаму, треба да му спасите животот, а сте немоćни, да оставате буквално една цела фамилија
на улица. Што значи подобро да имате затворени улици отколку затворени семејства. И тоа што го прави владата во Македонија, мислам дека е единствено нешто што може да функционира, оди немаме вакцина, немаме соодветни лекарства кои што сигурно би биле ефикасни. Тоа е мојата порака. Вирусот не гледа ни националност, ни политичка определеност. Во моментов треба да сватите дека станува збор за војна економија, станува збор за вонредна состојба и единствено нешто со секој поединец може да го направи од било каква религија, било каква национална припадност, симпатизер на било која политичка партија, е да ги слуша препораките и да биде совесен граѓанин. Доктор Бошковски е во комуникација со македонските власти и со колегите од клиниката за гастроентерохепатологија во Скопје, главно околу заштитната опрема што треба да ја носат лекарите кога прават инвазивни интервенции. Ова што го видовте беше сегмент од разговорот со доктор Бошковски. Целото интервју е достапно на веб страницата 360stepeni.mk. Продолжуваме. Дали и колку заштитните мерки се применуваат во Битолската болница, која стана регионален центар за згрижување болни од COVID-19? Ирена Каревска го побара одговорот. Повеќе од 15 минути им се потребни на инфектолозите и медицинските сестри само за да го облечат заштитниот комбинезон за третман на пациенти со коронавирус. Еден доктор и две сестри на смена се грижат за заразените со COVID-19 во болницата во Битола, која стана центар за болните од регионот. Сметам дека за сега можеме да одговориме на овој голем предизвик за нас. Градена во 1972 година, Битолската болница е така направена што нејзиното инфективно одделение е физички одвоено од главната болничка зграда. Сега во тој изолиран оддел ќе се примаат пациенти со коронавирус од целиот регион на Битола, и тоа со тешка клиничка слика. Да, добро, ќе бидеме спремни. Првиот повик дека доаѓа лице со сумнителни симптоми го добиле на 2 април. На медицинскиот персонал му било најавено дека пристигнува маж од домот за стари лица со висока температура и отежнато дишење. Директорката на Битолската болница Билјана Гагачовска вели дека и пред првиот позитивен тест биле на готовс. Соберете косата. Сега од овој аспект се не е целосно спремни и подготвени. И не е ова нешто ново, кое што сега преку ног се случи. Ракавиците над... Откако не облекоа во заштитни одела, прво тргнавме по патот кој го минува секое лице што доаѓа за здравствен проблем, неповрзан со COVID-19. На влезот пред ургентниот центар секому му се мери телесна температура, а потоа му се прави епидемиолошка анкета. Може да навлезете. Само ако нема симптоми на коронавирусот, му се дозволува да го продолжи патот. Доколку пак има симптоми на COVID-19, лицето не смее да се упати на ниту едно друго одделение, освен на инфективното. По новите нападствија сега веќе секој пациент го третираме како суспектен за COVID, меѓутоа се обидуваме ризикот да го сведеме на минимум, со тоа што апсолутно се одделени пациентите, значи првиот знак фебрилноста се одделени. Гледаме да бидат заштитени, персоналот е по протокол заштитен и пациентите да носат маска и ракавици кои што влегуваат во болницата. Така да ризикот е сведен на минимум. Од безбедносни причини, движењето во другите одделенија во болницата е ограничено. Патот за пациентите кај кои веќе има сомнеш или потврдено присуство на COVID-19 е одвоен од рутата за другите пациенти. Тие лица се носат директно во посебната зграда за заразни болести, која е на 100 метри од главниот објект. Сега ќе одиме по патот на пациентот. И сомнителните и потврдените случаи на коронавирус, тимот за изолација ги чека во заштитни скафандери, а потоа патот по кој се движеле мора да се дезинфицира.
Персоналот во инфективното оделение не смее да има контакт со другите колеги од болницата. Ние сме 5 доктори инфектолози. Во моментот, во овие 14 дена, функционираат 3 екипи. Значи, 1 доктор и 2 сестри. На почеток сме, не можеме да кажеме дека сега сме со некоја бројка која не загрижува во однос на капацитетот, се разбира. За сега сметаме дека сме доволно екипирани, на еден добар начин организирани. Првиот кат во оваа зграда е наречен чиста зона. Сега таму нема пациенти, но ако има наплив на заболени, веќе има план како да се пренамени за третман на лица со COVID-19. Со сегашната организација во Битолската болница има 35 легла за заболени од вирусот. Ако има потреба со пренамена на првиот кат, капацитетот би се зголемил на околу 100 легла. Зоната за COVID-19 е на вториот кат, но и таму има два одвоени дела. Едниот е за позитивните пациенти. Другиот е за сомнителните случаи кои чекаат резултати, а имаат потреба и од лекарска грижа. Правила има и за влез и за излез од оваа зона. Ова е последната така наречена чиста соба во инфективното оделение во Битолската болница. Позади мене во ова оделение се сместени пациентите кои што се заболени со COVID-19. Таму е строго забранет влезот. Влегуваат само стручни лица и по строги протоколи. Во моментов тука лежат 5 пациенти кај кои е потврден COVID-19, од кои еден е на кислородна поддршка. Рентгенските снимки јасно укажуваат на тој воспалителен процес. На тој начин одредуваме колку од белодробното ткиво е засегнато, значи со воспалителниот процес, и така правиме проценка врз основа на целокупната состојба за ординирање на терапија. Работата со специјална заштита за докторите е исклучително тешка. Дополнителен притисок е и сознанието дека немаат право на грешка. Секако дека тој страв не можеме да го игнорираме, значи и да го тој е присутен постојано, затоа што колку и индивидуално ние секој за себе да се грижи, не може да гарантира дека и оној другиот можеби од некоја небрежност во моментот, брзина, махинал или некој таков пропуст ќе се одрази понатаму на секој од нас. Значи, затоа постојано се советуваме едни со други. Во истата зграда, но во друг влез, се наоѓа амбулантата за инфективни болести, која ја посетуваат лица со други заболувања. Директорката вели дека персоналот е поделен, за да може да се грижи и за оние што немаат COVID-19. Сепак, сите мора да се заштитени, бидејќи токму тука минуваат сомнителните случаи. Она што сакам да го нагласам е дека постои апсолутна физичка одделеност, значи на третманот на пациентите позитивни и суспектни. Значи апсолутно нема мешање со пациентите во другата зграда. За среќа во моментов нема потреба тука да лежат пациенти со други заразни болести, што може да стане предизвик ако целиот капацитет на инфективното оделение почне да се користи само за борба со коронавирусот. Тоа би го менаџирале во ОД. Доколку ние како регионална болница и регионален центар има потреба да згрижиме 120 пациенти, болниците кои што имаат инфективни оделенија, а не згрижуваат ковид позитивни пациенти, ќе згрижуваат, ќе ги испратиме пациентите таму. Одлуката на Министерството за здравство, Битолската болница да стане регионален центар за лекување на болни од COVID-19 и од градови како Охрид и Струга, не беше добро примена од некои жители. Во Битола веќе имаше негативна атмосфера поради државниот карантин во хотел во центарот на градот. Најчист град беше од коронавирус, сега ќе дојде центар и ќе носат сите тука. Нема некои така посебни заштити нешто. Сепак, други граѓани сметаат дека е време кога треба да се покаже емпатија. Секој треба да се излечи, значи на секој може да му се случи тоа. Клучен фактор за разбивање на стравот и кај граѓаните и кај дел од здравствените работници е заштитната опрема, за која надлежните уверуваат дека засега не е проблем. Ние имаме фул опрема за континуирана работа 3 седмици, а од понеделник ќе очекуваме остварување на јавната набавка која што веќе ни е во тек, но во дослов со Министерството за здравство, доколку се случи да имаме потреба, секако дека ќе ни испратат. Во случај да порасне бројот на пациенти со коронавирус, во инфективното оделение ќе работат и медицински лица од други оддели во Битолската болница.
Пациентите пак, како и секаде, остануваат во болница, се додека не добијат 2 последователни негативни теста на COVID-19. Пред камерата на 360 степени се беше како под конец да веруваме дека е така и кога нема камери и новинари. А зад нас е викенд во кој целата земја беше во 61-часовен карантин. Ова е Скопје какво што не сме го виделе досега. Сепак тука и таму имаше движење, не само од собствениците на миленици, туку и од оние што помагаа за достава на храна и лекови на оние што им беа неопходни. Галена Николовска-Ризвановиќ. Некои со музика во двор или на тераса, други потивко внатре во домот. Тоа се само дел од начините на кои граѓаните го поминаа најдолгиот полициски час на територијата на цела држава. Но за да може мнозинството да седи дома, малкумина мораа да работат во случај на итна потреба. Еден од нив беше Драган Стојановски, кој работи за онлайн продавница, од каде може да се купи на интернет, а производот да ви го донесат дома. Немаме никаков контакт со луѓето кои што ги носиме нарачкима. Тоа не е начинот на работа, ги оставаме пред влезната врата без разлика дали е куќа, стан или што е како е. Според Стојановски, што поради итност, што поради други причини, нарачки има се повеќе. Над 130-140 дневно сигурно, ако не минимум. Зависно, секој ден е различно затоа што сепак термините се за еден ден, 2 дена или зависно како се слободни. Но има повеќе нарачки. Но викендов на терен не беа само приватните фирми како маркетите, рестораните и аптеките. Во Киселавода, например, општината имаше мобилни тимови кои купуваа за ранливите категории жители во општината. Плаќа нарачателот, а доставата е бесплатна. Ја мислам дека се евро. Се. Океј. Фала многу. Фала и на вас. Мобилните тимови сепак не доставуваа што било, туку основни намирници и лекови. Се соочуваа и со невообичаени барања. Значи, вие ќе настрадате, мислам, ја имам дозвола од општината, не е проблем за мене. Пак вртете на 192, кажете ми, пак објаснете, Белки ќе ве разбера. Те работи за стар човек. Требало синот да му однесе јадење. Не се работи за онда го земам него, онда му однесе јадење, да го види за сат време да го вратам назад. Ја тоа не би смел да го направам. За време на 61-часовниот полициски час, секоја општина имаше список на фирми или служби од каде може да се добие храна или лекови. Градот Скопје направи интерактивна мапа. За многумина сепак со крајот на викендот не завршува и потребата од помош. Блага и Воислав Трајковски од Кавадарци се пензионери кои не можат самите да одат да пазаруваат, да плаќаат сметки или со часови да чекаат пред аптеките за да купат лекови. Со бречајкани јас. Дедо има години и простата кила не може да срцето му е проширено, не може. Онда и да се сипне доле не води. Помошта околу набавките и административните обврски за овој брачен пар доаѓа од нивната сограѓанка Блага.
Ја сакам ова работа, ми исполнува. Се зближувате со Да. луѓето на кои им помагате? Да, многу се Што зближиме. најчесто бараат од вас? Најчесто барат продукти, лекарства, да му земиш, сметки да му платиш. Михајлова е ангажирана преку проект за помош на стари изнемоштени лица кој Министерството за труд и социјала го спроведува во повеќе општини. Кавадарци има ангажирано 14 лица кои им помагаат на 50 на граѓани. 14 лица за кои што беа ангажирани им заврши периодот при крајот на февруари месец и во консултации со UNDP во текот на март месец разговаравме за да им се продолжи уште за еден месец рокот на договорите со цел справување на новонастаната ситуација со COVID-19. Со рецептите врака, парите и однапред подготвениот список, Блага стигна навреме да испазари пред полицискиот час и да ги достави намирниците во домот на своите сограѓани кои нестрпливо ја чекаа. Еве ги лековите, и книжката. Здравен кршчајер, повелете. Што ви е потребно на вас, господине, со кого живеете? Нашите екипи за кратко ќе тргнат на терен, така да ќе ви се јават пред да дојдат кај вас, направете го списокот, ќе им го дадете, ќе испазарат и ќе ви донесат се што ви е потребно. Со 10 мобилни тима и 30 на волонтери, Црвениот крст на град Скопје има задача да им помага на најранливите категории граѓани во главниот град. Во општинската организација во Чаир има 6 волонтери кои покриваат населени места во 4 општини. За еден месец добиле повеќе од 200 повици. Едниот волонтер прима повици и ги упатува до екипите во кои имат за задача да набават прехранбени продукти, хигиенски, исто така нормално редовната терапија на нашите граѓани кои што не може да стигнат преку идење до матичниот лекар, подигање на рецептот, аптека и достава до нивните дома. Дневно примаат во просек 5 до 6 повици. Ако не успеат да ги реализираат истиот ден, приоритет имаат следниот. Моментално се упатуваме кон пензионерскиот дом во Чаир и имаме уште еден повик во село Љубанци. Стари изнемоштени лица. Барањата на граѓаните се разновидни, почнувајќи од тоа да дојдете да ми смените сијалица дома, прегорена сијалица, да ми платите сметки за струја. Прифаќате или ги одбивате ваквите барања? Нажалост мораме да ги одбиеме, пошто неаме ни време, ни можности за таков тип на барања да бидат реализирани. Сите рецепти, еве ви е картицата, Добро. еве ви го пилот. Ние ќе бидеме многу брзи, за некое време ќе дојдеме тука со лекови. Да, обично немаме проблем при подигнување на лекови. Одиме со рецептите кои што веќе им се подготвени, со книжката, евентуална лична карта на корисникот и подигнуваме лекови. Немаше многу гужва, но вообичаено ве пуштаат преку ред во аптека или... Не, обично чекаме ред како и сите други граѓани, ги почитуваме мерките. Следната дестинација беше селото Љубанци. Добар ден. Добар ден. Ке влеземе во двор? Ајде до двор, може до двор, за да ни го дадете списокот. Поради здравствени причини избегавме од град, дојдовме тука. Мажот ми е опериран од срце и јас со кичимата не можам да одам и за тоа. Не сме пошле до град никако. Се плашите од можна зараза? Па да ти кажам како што изјавуваат и се плашам поради него и за мене мање више. За 10 минути овој брачен пар ги доби потребните производи од списокот. Полни кеси зејтин, брашно, млеко, сокови и шеќер, намирници кои ги планираат за цела недела. Моментално се наоѓаме во една рурална средина, каде и теренот е малку непристапен, ама тука сме за тие граѓани да им помогнеме. Се плашите ли од евентуално можна зараза, бидејќи влегувате во дворови, контактирате со разни граѓани? Апсолутно, кај нас постои една мала доза на страв, но сепак чувството за хуманост, чувството за да помогнеш на некој, чувството на волонтерска работа,
ни дава снага, сила и моќ да помогнеме во овие тешки моменти. Во време на пандемија, обврската која сите овие лица ја носат со себе е двојна. Од една страна да им помогнат на немоќните, а од друга страна да не ги изложат и нив и себе си на заразата. Апликацијата Стоп Корона од денеска е достапна за инсталирање на телефонските уреди, за да ги бележи нашите контакти кои во случај на заразување може да им бидат од полза на епидемиолозите да ги мапираат каналите на пренос на вирусот. На повик на Фондот за иновации пак се избрани неколку други идеи кои би можеле да бидат од полза во актуелното соочување со коронавирусот. Петар Клинчарски. Стоп Корона е името на засега најпопуларната домашна апликација за мобилен телефон, која доправа треба да им помогне на епидемиолозите во справување со COVID-19. Доколку два мобилни уреди со инсталирана апликација се најдат во меѓусебна близина, во апликациите се евидентира кодот на апликацијата која е во нашата близина и времето кога тоа се остварило. Единствен податок што го бара апликацијата е мобилниот број на корисникот. Зачуваните податоци од апликацијата ќе станат достапни за здравствените власти само со согласност на собственикот на телефонскиот апарат, што пак може да им биде од помош на епидемиолозите да ги детектираат точките на пренос на вирусот. Но Стоп Корона не е единствената домашна иновација на фронтот против епидемијата. На неодамнешниот повик на Фондот за иновации и развој стигнале повеќе идеи. Ова решение да го кренеме на по-високо ниво и ние да ја произведеме таа респираторна машина. Социјално вмрежување и комуникација на здравствените работници, поедноставно, полесно креирање на препораки и рецепти. Челенџер седи дома е всушност апликација која што ќе сака да ги мотивира луѓето да останат дома, а за тоа да бидат наградени. Какви се шансите на креативните решенија од добра идеја да станат реална алатка во борба со COVID-19? Кавадаречкиот професор и иноватор Димитрија Ангелков изработува по 100 визир маски дневно, кои ги донира на институциите на кои им се необходни. Но решил да оди чекор понатаму и на повикот на Фондот за иновации пријавил прототип на толку бараните респираторни машини. Иако најдобро оценет од сите 546 пријавени на повикот, се повлекол под притисок на сознанието дека нема да го стигне рокот да има готов производ за 2 недели. Но многу ноќи не преспав и многу време изгубив да го решам ова, али како доктор по технички науки, решението е автомобилската индустрија. Сето тие вентили, пневматски, целиот разводници, цели електронски вентили, цела програмабилни логички контролери, сето тоа ги има највисоките стандарди за безбедност, за заштита на животот на еден човек. Ангелков е решен до крајот на април да произведе 20 респираторни машини. На проектот работи во консултација со доктори. Пред да влезе во употреба, неговиот изум ќе треба да помине строги тестови за протокот на воздух, паузите помеѓу дишењето и низа други елементи, пошто следува евентуално одобрување, сертифицирање од здравствените власти. Моето решение заснова на комора пневматска под притисок. Внатре во таа комора стои амбумаската која ќе ги има сите стандарди за заштита на пациентот, медицинска пластика, така да надворешниот дел нема да имаме механички уреди, нема да имаме мотори кои ќе прегреваат, кои ќе застануваат, кои ќе откружуваат. И ова е апел до сите анестезиолози, доктори, ентузијасти, луѓе што се бават со медицина, да се обединиме и ова решение да го кренеме на по-високо ниво и ние да ја произведеме таа респираторна машина. Друго надежно решение, прифатено од Фондот за иновации, е на струмичката компанија Медреп. Тие развиваат платформа за безконтактна комуникација помеѓу лекарите и пациентите, намесно класичната во ординација. Платформата ќе овозможи електронско пишување рецепти, што пациентот ќе ги добива во форма на код на неговиот телефон.
Аптеката која претходно е регистрирана на платформата ќе може да го препознае кодот и да го испорача лекот. Здравствениот работник бесплатно се логира, се пријавува прво на страната, после контролата од наша страна од администратор, а администраторот ги добива податоците за пријавениот здравствен работник. Со ваквиот систем на функционирање, вели Бајрактаров, го исполнуваат и условот на Фондот за иновации. Предложените проекти кои би послужиле за време на кризата со COVID-19 да имаат примена и кога состојбата ќе се нормализира. Неговите проценки се дека од 7.000 до 10.000 здравствени работници активно би го користеле изумот на неговата компанија. Ова ќе го поставиме на нов, драстично помоќен сервер, за да може да ги издржи првичните удари, значи големиот проток на информации и здравствени работници кои што ќе се онлайн. Не излегувањето надвор, но на сосема друг начин го охрабрува и апликацијата предизвикувач Седи дома. Програмата за мобилен телефон го мери секој час поминат дома, а за возврат корисниците добиваат поени кои може да ги заменат со кодови за попуст во онлайн продавниците регистрирани на платформата. Ние креираме заедница која што ќе си помогна едно со други. Луѓето што можат и што мора да седат дома и тоа да искористуваат попусти, а од друга страна бизнисите да можат да имаат дополнителни приходи. А целта е да го намалиме движењето на луѓето, односно да стимулираме позитивно влијание кај нив, помалку да се движат, а со тоа да бидат наградувани. За да работи, апликацијата бара имейл адреса, возраст и вклучена GPS локација на телефонот. Ја прашавме Рајчик дали е гарантирана безбедноста на податоците на корисниците и што ако некој се обиде да го мами системот. Ние не земаме никакви лични податоци, освен тоа дека мора да биде вклучен нивниот GPS локатор, што го користат многу апликации. Самите оперативни системи на некој начин не лимитираат колку ние често можеме да дојдеме до нивната GPS локација и многу е важно да се напомене дека ние нема да можеме да видиме кој каде престојува. Постојат така наречени системи каде што кога ќе имале драстична промена на вашата локација која што сте ја избрале, самиот систем нас ни праќа грешка во системот. Така ни вика корисников е тотално на различно место, проверете што се случува. Така да тогаш во тој случај нема да бидат доделени поените. Откако ќе заврши кризата со COVID-19, тимот ќе ја употребува апликацијата за нејзината првично замислена намена – мотивација за пешачење и возење велосипед во борба против загадувањето. Овие три решенија се дел од вкупно 16-те кои Фондот за иновации и развој ги одбра како најкреативни на повикот. Кај останатите има алатки за поттикнување на читањето кај децата, за борба против лажните вести, за дигитализација во работењето на малите и средните предпријатија, платформа за размена на работна сила помеѓу луѓе кои ја загубиле работата и компании на кои итно им требаат работници. Поголем дел од апликациите се гледа на мерата на самите апликанти да дадат придонес. Че никој не го гледа ова како можност за заработка затоа што е ситуацијата таква како што е кризата и меѓутоа она што е важно како што споменав е дека никаде не забележавме во самите буџети намера на било кој поединец да заработи пари од оваа работа, што е многу важно. Сите овие решенија на крај ќе бидат бесплатно достапни за сите наши граѓани. Најголемата државна помош што може да ја добие кој било од избраните апликанти е 10.000 евра. Добитниците ги потпишаа договорите денеска, а нивните решенија веќе треба да станат дел од секојдневието кон крајот на месецот, период кога се очекува врвот на ново заболени од COVID-19. Наред уште една пауза, па ќе ја видиме саботажата. Останете на Алсат. Обидот стручно да се третираат сериозни прашања, особено во вакви кризни времиња, е професионален предизвик за секој лаик. Вештината со која се интерпретираат сознанијата ја доведува јавноста до информации кои се разбира ја поттикнуваат нивната љубопитност. Особено кога на сличен начин суштината на проблемот со кој се соочуваме веќе еднаш била предмет на детална експликација. И имаше објаснување, не знам, читав дека еболата, например, преживува само 3 дена.
во починат организам, во мртов организам. Сидата не се измисли завчера. Не знам, или сидата, не сум сигурен. Сидата е порок. Сидата и еболата беа ставени, дека издржуваат навистина многу малку. Сидата и еболата на 20 од месецот, 20 така, што значи? Не е ништо ново. Можеби не е ништо ново, но сепак е вистинско изненадување кога експонентите на актуелната антиестаблишментска политика прилично експлицитно ќе востануваат деломна промена на позициите и наместо кон тие кои досега биле нивна цел, својот курс ќе го насочат кон друга и неочекувана мета. Ми смета кога опозицијата се појавува на разни пресоби, а критикува цело време мерките на владата, а тие седат заедно. Значи тие ја делат и одговорноста да не се лажеме. Нема потреба да се лаже, но сепак треба за секогаш и од секоја глава да биде исклучен општиот впечаток за постоењето на толку големи бизнисмени. Оти сликата во реалноста ја демантира сета таа представа која тие за себе си ја креираа. Милионите и шлеперите изгледа не биле ништо друго, освен чалам без покритие. Значи се користело од државата со шаквам и капам, што викаме, а неќе да се врати со 8.000 денара за едни предонеси од 2 месеца. Има една многу погрешна слика за тоа што значи да се биде стопанственик во Македонија. Некако има впечаток дека сите мислат дека стопанствениците се 90% се Бил Гейтс. Впечатоците за успешност може да се толкуваат на различни начини, како и примената на моделите. Но најважно од се е да не се дава преуранета оценка за тоа кој колку добар домаќин бил. Па во таа насока импонира внимателната употреба на зборови со кои се дава опис на однесувањето на оние на чија врата силно чукна несаканиот гостин. Како Европа го дочека вирусот, ја би рекол во многу проценти некоректно го дочека. Не дека тие не се богати држави. Неподготвена, можеби. Па сега не сакам да уредам некого дека бил неподготвен, меѓутоа би рекол тотално неспремно за одредени работи. И на крајот, кога на истиот начин, но од друг ракурс, се гледа на нештата. Моменталните состојби се можеби повеќе резултат на некакви срекни околности отколку да речем некаков резултат на вистински погодени мерки. Редно е барем еднаш таа и нам да ни се насмее. Од историјата е сведок дека се џабе и најдобри мерки, ако нема срекни околности. Толку за вечерва. Ќе се видиме повторно в петок од 22 часот. Пријатно.